За трет пат годинава ќе имаме прилика да ја поканиме заедно со Јосип Стибел за скоро во студиото, и тоа за манифестацијата која што се случува утре од 12 до 17 часот, и тоа во паркот на Франкофонија. За сите оние кои што сте вистински пасионери кон мотоциклизмот и секако кастом мейдот воопшто, сигурно ќе ги даде тој подетално сега генералиите. Човек ветеран повеќе од 20 години кој што дел од оваа енциклопедија на мотоциклисти. Кога што го гледате во моментот, ќе говориме секако со Јосип Стибел, и на кој станува збор за сушност една од најпрочените долини, или конкретно австрискиот Ецтал, Тирол, кој што доби туристичка атракција пред неколку години. Ќе говориме за ова режија, можеме да ги стопираме сега овие снимки. Би сакал сега да го најавиме Crossroads Blues Band, кој што меѓу другото ќе даде еден зачин, музички зачин всушност на оваа магија во паркот на Франкофонијата. Всушност Јосип Стибел минатата година го најави календарски по една година, овој пат третото издание го најавуваме, и ќе ве поканиме секако заедно со него да бидете дел од уште една спектакуларно издание кое што ќе биде токму во централното градско подрачје. Одиме со музика, а тоа ќе ни биде увертира и вовет на разговорот кој што ни следува во утринска антелма.
Едно од поновите нивни издадени синглови, Crossroad Blues Band дојди си дома. Ова беше чисто за најава за настанот да ги поканиме сите, бидејќи тие ќе го дадат музичкиот зачин на ова трето поред издание. Неколку пати ве најавивме Јосип Стибел во нашето студио. Добро ни дојде. Календарски се гледаме и знам дека како што ми вели зад камерите, изискува тоа многу енергија додека се искомплетира, да се создаде таа инфраструктура за овој настан, ама мислам дека е еден од ретките кои што можеби ја негуваат традицијата, се запознаеме со custom made мотори и така натаму и генерално влијанието на мотоциклите врз овој наш културен општествен живот во централното градско подрачје, па и во Македонија, така што ќе ти честитам за упорноста, конзистентноста и континуитетот кој што го давате, а и малку да влеземе во светот на моторџиите. Добро ми дојде уште еднаш. Ти благодарам на поканата. Оваа година сме трета поред. Cruise Cult, The Art of the Motorcycle. Имаме, значи, би најавил дека имаме интересни гости од странство, односно имаме чест да ни гостува 30 мотори ќе дојдат од Англија, Германија, Холандија. Браво. Од легендарниот Chopper Club. Тоа е еден култен можеби највозбудливиот модел. Да, моторџиски клуб кој што постојат повеќе од 50 и нешто години. Половина век. И да, имаат организирано и сериозни настани во смисол на оваа култура и ќе имаме чест да видиме нивни примероци кои што ќе дојдат, ќе ги извозат до тука. Сакаш да ми кажеш дека како експонати ќе имаме прилика да ги погледаме токму на ова издание. Така ќе бидат околу 30 мотори, 25-30 мотори. Така да ова е една стварно убава прилика за сите љубители кои што ги интересира оваа култура. Односно, ние правиме представување на нашата култура, поради тоа е во градскиот парк, представување луѓето да може да дојдат да ја видат оваа култура, овие луѓе, оваа слобода на две тркала, овој дух на слободата, да си миши ви здрав, слобода на две тркала. Да. Тука се слажуваме. Тоа е тоа. Сакам да прашам сега апропо овие 30 модели кои што доаѓаат токму од лондонската престолна, веќе се пристигнати, Јосип, или веќе се некако на половина пат? Добар дел се пристигнати. Вчера веќе има стигнато една екипа, така да покрај тие мотори ќе имаме примероци од околните наши земји, од Балканов, имаме од Скопје, така да ова се изложбени примероци на мотори, каде што имаме поделба во различни класи, видови и така натаму, меѓутоа воглавно се чопери, да кажеме народно кажано, кафе рейсери, имаме поделба на чоперите во различни стилови, кафе рейсери и така натаму, бендови, имаме музика, два бенда, In the Mood и Crossroad Blues Band, да. Тоа се наши познати бендови, интернационални, кои настапуваат. И мислам за овој настан според сензибилитетот сте ги одбрале вистинските. Да, се идеални, нели? Рок и блуз една убава фузија, така да ќе биде прекрасно. Еве, баш додека јас и ти говориме, не можеме да се исклучиме нели од овие два настани кои што беа. Јосип, ова е убава прилика и знаеш како ми се случува тоа дека можеби сте една платформа конкретно со Cruise Cult, која што организираат оваа манифестација, да се демифистицира можеби она во минатото, понекогаш знаеме најчесто дека моторџиите понекогаш ги користеле во филмските блокбастери како лошите момци и така натаму. Сте луѓе кои што го почитуваат сообраќајната култура, законот и така натаму, ова е само на дополнување на таа можеби и љубов која што ја почитувате. И знам дека ова го правите буквално во сооднос со сите оние можеби мерки и така натаму, ама ќе те прашам, од каде потикна идејата да се организира негувањето од традицијата, некогаш твоја лична пред години, децении? Так, вака, јас возам 25 години активно, да кажам, некаде си можеби... на слободата на две тркала. Да, со првиот чопер некаде на 20 години, мој што бил, да кажеме. И тоа, нели, го имаш во себе, во крвта и не може да се отпуштиш од него или нешто, туку уживаш во таа слобода, во возењето и во сите тие моменти. И ова представува еден сублимат на изложби кои што претходно сум ги посетувал низ светот, така да сакав да
предпоставам дека имаме и знам дека имаме една критична маса на убави примероци кај нас, дури имаме ние и работилници, односно луѓе што работат, што прават кастом мотори за нас, а и за странство. Под кастом би му објаснил на гледачите кои што не знаат. Надополнување, надополнување, менување, креирање на моторот. Односно, тука се изразува нашата индивидуалност. Ние сите сакаме да имаме посебен мотор, што е единствен и што изгледа така. Лична ДНК и духот твој. Мојот е тој, твојот е различен и така натаму, така да во оваа, да кажеме, култура приказна, тој идентитет е многу значаен. Односно, од облекувањето, како што можеме да видиме денеска, колку се искомерцијализирани, нели, овие наши јакни, да ги кажам, рокерката и така натаму, па до, односно рокерката е почетоците е моторџиска јакна за да штити од ветер и од тие патенти. Така да оваа култура има удел во многу работи во да кажеме општата култура во светот и во да кажеме од мода до музика и се. Но еве пробуваме со Крускалт да ги едуцираме и нашите гледачи, посетители и се што представува и да дојдат воедно и во живо да ја осетат, да почувствуваат магијата. Да. Значи дека сакаш да ми кажеш поттикнувањето и сето ова како животна поддршка го имаш од посета на вакви слични настани во светот. Да, од дружбите и од и велиш дај да сега јас да го искривам тоа во Скопје. Па мислам дека еве како што гледаме избора со годините дека имаме публика што ги интересира тоа, со тоа што ова не е насочено строго за моторџи да дојдат само или луѓе што сакаат моторцикли и така натаму, односно е представување на нашата култура, така да наместо дента да се оди на едно стандардно некое кафе или пијачка, може да поминат тука и да добијат едно различно доживување. Имено ќе го добијат истото тука и плюс со музика и плюс со забава. Ме интересира тоа е како едно дефиле на мотоциклисти, да речеме во паркот на Франкофонија и да речеме сега вие стоите до своите модели и објаснувате за историјата на вашиот чопер модел на кој. Значи има моторите се изложени во групи во паркот на Франкофонија, односно едниот дел се чопери. А како по модели да речеме? Да, во модели, другиот дел се кафе рейсери, останатиот дел имаме од нашата екипа. Би сакал исто да нагласам дека Крускалт е позади овој проект, нели, сме екипа што нели возиме, се дружиме и ова не би можело да се изведе доколку не е таа екипа и цела таа енергија за да го опфати овој настан. И тука покрај моторите, нели, имаме дружење, имаме дискусија за тие, кого го интересира може да праша, кој сака може да оди покрај бондовите, нели, да си слуша музика, кој сака ги разгледува моторите. Од каде се набавуваат некои делови можеби за мотори? Да, дискусии милион се околу тоа, модификации и така натаму. Интересен момент е, извини што ќе те прекидам, што на пример во оваа уметност, ќе ја кажам, не се оди само за да биде практично, туку да биде и шизичко, односно некој друг што го нема тоа. Например, во тие модификации би го спомнал Suicide Clutch, односно во самиот мењач се става нели метална шипка и се менува на рака. Сега да, практично не е, но тоа се украсува со билиард топка или различни орнаменти, детали и додека возиш менуваш на рака. Не е толку практично, ама делува многу шизички, пак се враќаме на тој момент. Делува фаерски и тие модификации се многу сложени и се од една страна делува не секојдневно, нели, самиот мотор. Неконвенционално можеби за самата мотокултура. Меѓутоа изгледа штосно, како да кажем, уметничка точка и така натаму. Затоа и всушност куриозитет во овие мотонастани. Велиш, првиот мотор пред 25 години беше чопар, јас ке те прашав дали почна од основното можеби со Томос Веспа, па одеше до големите и со кубиците да речеме. Ните друго дали се соочуваше можеби со клишејата и стереотипите и од твоите најблиски родители тогаш и така натаму, нели? Тоа секогаш го има. Don't be a bad guy. Да. Прво со, да кажеме, со Томоси, АПН, тие некои, да кажеме, постари модели и
во тоа време додека немав, уште кога бев некој си крај на средно и така натаму, изнајмував. Значи плаќаш 300-400 денари и Томасот го возиш по улице и се. И една случка имаше, го изнајмувам моторот, поминати се некои 15 минути, се лизнувам и ногата излижа, да? И гледам на сат дали имам уште време. Продолжувам со Да искористиш возењето, максимално. да искористиме до крај. Така да таа, како да кажам, пасија, љубов има, не знам, не познава граници и многу е важно што на тие патишта кога одиме се случуваат, сакам да кажам, некои кварови и се што после стекнале нови искуства. Некаде имаме од не знам по различни земји каде што се случило и мораме да се снајдеме и така патот има милион. Пат околу светот правиш со денесот твојот Па модел? има со чоперите да кажеме за не се најидеални за оние најголеми патишта Long term, пат околу long светот. distance, така, долга дестинација. Да, long distance, меѓутоа имаме сериозни тури од Европа до азискиот дел преку Турција до се што. Тоа е нели делот, најважниот дел возењето и Имено. запознавањето луѓето и дружењето и се. Именно. Јосип, мала дигресија, што велиш околу безбедноста на градот? Секој пат апелираме, секојдневно, катадневно се случуваат за жал несреќи и така натаму, особено и младите со очувањето, да речеме, првото нивно искуство со моторите со законот. Иако тие се ревидираат, нели постојано се можеби нели со менување, ако ти би бил сега зад кормилото, што би елиминирал, што би додал и како би ги спровел, да речам, овие Па како би коегзистирале законите многу повеќе денеска со младината? Некои од најосновните работи и луѓе кои ќе земат мотор ми прашуваат што сега? што е основата. Основата би кажал дека е прво опрема, во смисол кацига најважно. Оној момент многу пати луѓето го прават, ќе одам до Тобако или до негде нешто на кратко сум, 500 метри или нешто, А тоа и може да чини 500 живот. метри треба кацига, да кажеме, и таа најосновна опрема. Меѓутоа, кацигата би препорачал дека е најважната од се. Еве и летно време нека кога е, не мора ракавици, но кацига цело Е задолжително. време. Сам да кажам, ова е една пасија каде што има, тоа е факт дека има голем ризик и се, но сепак треба да се почитува тие основни работи, доколку сакаме да уживаме во ова, сепак тие правила мора Да се почитуваат. И возење со нели минимална брзина кога сме веќе во Тоа градот. е најважно, брзината да биде приспособена според условите што се на патот. Значи, пат некој се вози планински или било што, нема потреба ако и го немаш возено и претходно и се да се форсира и да се доведува до такви Тука ситуации. ризик на ризик, никако не доаѓа. Да. Не, мислам, ако сакаме да траеме во оваа приказна, нели, да уживаш, мора да ги почитуваш тие основни правила. Кај нас добро е се културата, знаеме на кое ниво е, нели, за учесници ние како што сме моторџиите во сообраќајот, но одиме во еден подобар правец. Да. Би сакал да прашам пред да погледнеме инсерти, така да те прашам околу тие европски музеи и така натаму. Кој беше првиот мотор кој што беше донесен на првото издание токму на овој настан? Од каде почна приказната? Кој чопер или не знам модел, ако се сеќаваш? Беше македонски модел или беше некој, да речеме, турист странец кој што рече чека сега јас ќе го На првата година ако се сетиш? Од каде започна приказната? приказната и идејата е, да кажеме, почетоците за настанот е од едно од легендарните шоуа во Европа, односно едно од легендарните, а воедно и прејаснало многу сериозен, Падерборн Custom Bike Show. Тоа е, значи, огромен настан во Падерборн, Германија, тој дел. Има изложено, значи, илјадници, да кажам, мотори и во сала е, затворено е, зимно време се случува, така да пак кажам, тоа беше една идеја, еден сублимат да можеме ние кај нас да го изведеме да не биде во сала и затворено, на отворен простор. Уште подобро. И уште подобро и се, така да, ете да кажеме, една од некои тие идеи или
точки на почетоци. Што беа, да речеме, главни постулати. А колку ќе бидат изложени годинава? Имаш некаква бројка од овие 30 кои што ги спомена Лондон, кои што доаѓаат? Освен овие 30 од Балканов и тука од кај нас би имали уште некои си 60-70 мотори. Покрај тоа ќе имаме плюс и нели прекрасни примероци луѓе што доаѓаат со своите мотоцикли, но не се да кажеме најидеални, нели, или не се модифицирани, или не се limited rare, значи тука има сепак мора да има моторот некоја одлика што би требало за да биде што го издвојува единствен можеби од толпата. Да. Во оваа група на пример спаѓаат и Mint, односно тоа се очувани мотори со многу години, да кажеме од некаде од 60-70 години кој моторот, а се го има фабричкото и делува као салон. Исто и тие се интересни. Да, има некои мали додатоци, така да и тие се многу интересни. Не мора да има, не знам какви луѓе кои замислуваат посериозни модификации, односно стиловите имаме Clean, имаме Radical. Clean делува како да не е ништо правено, уствари има милиони работи правено. Radical веќе е со различни бои, се и се што. Дури имаме Апокалипс, Mad Max момент на стил, каде што нели се тие грубо изработени машини и така натаму. Така да сите тие се различни поделби. Одлично. Сега, ако не слушаат колегите од режија, би сакал сега, толку пред малку што го гледавме музеот Тирол, сакам да те прашам, колеги, може слободно да го пуштиме музеот. Ова, ако си го имал прилика да го погледнеш, сеќавам пред 3-4 години баш во Утринската на Телма говоревме дека е отворен најголемиот музеј нели во светот на мотоцикли. Не знам дали си слушнал, за жал потоа беше подложен на пожар. Вела дека можеби бил подметнат, бидејќи жалосно за вакви примероци. Бидејќи замисли имаше околу 200 историски мотоцикли кои што беа изложени и сега се тие веќе нели. Ова е мислам дека и по новите снимки. И всушност ова е најголемата и највредна колекција, сериозни примероци. Сериозни примероци. И не само во Австрија, туку и во Европа вели дом на околу 230 мото олтаймери, вклучително и класични модели од брендови како што се Винсент, ти ги знаеш многу повеќе, Зандерт и така натаму. Да. Ова се, да кажеме, класични мотоцикли кои што се употребувани нели во трките во тоа време, да кажеме, кога било нели постигнувањето на тие поголеми брзини и така натаму. Експанзија, така да гледате тој заоблениот дел е воедно нели целта за што помала фрикција од воздухот и што поголеми брзини да се постигнат. Така да ние имаме неколку вакви класични И ќе те прашам дали слично нешто вакво ќе се доживее. Имаме класични моменти вакви. Мотори, односно би требало BSA, тоа е исто стара една легендарна марка од нив да имаме, што е прилично ретка. Нортон, нема, мислам, вакви музеи има во низ Европа, но сепак кај нас нели со самата големина на државата и нели треба малку време за да стигнеме до тој лево, но одиме. Внимавај што размислуваш, така што некако одиме во добар правец. И некој ведо дека ги гледате инсеритите, само ќе потсетам дека ова е проучената долина Ецтал во австрискиот Тирол, кој што ја добива туристичка атракција пред неколку години и во спектакуларно дизајниран објект во подножјето на планинскиот превој Тимел Сјој, токму на австриските Алпи, овие на надморска височина 2175 метри. Отворен беше овој музеј, беше подложен, како што кажав, за жал на пожара, потоа We are coming back направија и сега веќе повторно може да се посети. Чисто така сакав да го споделам со гледачите во име на овој настан кој што начекува. Кој, само ќе те прашам некаде конкрет пред да го најавиме уште неколку овие генерали за утре во паркот Франкофонија, најизложениот модел и годинава ќе биде? Не можам така да класифицирам, но имаме, да кажеме, еве за познавачите, модифицирани модели на Road King на Harley Davidson, нели да кажеме легендарниот модел, со тоа што имаме Road King-ови што се со сериозни кастомизации, одменување на бандажи до рамови, до се и се што. Ке имаме интересни примероци на минатата година имавме на Moto Guzzi,
форма што нели не се толку познати да кажеме сочеперите, но беше изведен во една таква форма. Имаме интересни кафе рейсери кои заличуваат нели кафе рейсерите повеќе на овие класични мотори, така да ќе има се и се што ќе има многу убави примероци, убава дружба, музика, пијачки, се ќе биде едно убаво спакувано, убаво дружење, убава енергија. Прекрасно. Така да слободно ги канам гледачите да поминат и да уживаат. И ќе ве поканиме од 12 до 17 часот утре. Да, 12 до 17 часот, парк на Франкофонија. Да, каде што и да. традицијата се продолжува. Традицијата е таму, да. Дај Боже да потикнете уште многу повеќе таков карамбол од луѓе и се надевам дека ова вистина може ќе потикне за уште поголеми размери на Круз Калт. Дај Боже, јас велам и турнеја можеби понатаму да направите, можеби во други градови. Имаме планови, да, имаме некои планови за слични, да кажеме, слични вакви настани. Со самото тоа што има интерес, сме задоволни од посетеноста и се, очигледно дека на луѓето им треба ваков вид на култура, запознавање, забава и така натаму, избегнување од секојдневието, така да ова е едно по-специфични моменти каде што на друго место нема да може овој момент да го доживеат и овие моменти што ќе ги поминат таму. Па и моделите кои што ќе ги поминат. Да. И многу важен е момент, извинувам се прекинав, луѓето. Луѓето се многу важни. Не само момент моторот, туку луѓето што го возат моторите се многу важен дел од таа приказна. Така е. Често пати нели на пат кога ќе не видите група 10, 15, 20 мотори, секој сака да застане, некој слика да се фотографира, така е. А овдека има често да видат и воедно да ги осетат, да ги срушат стереотипите дека ние сме нели негативни ликови и така натаму, туку дека е стварно на едно братство, едно дружење само за позитивна енергија. Имено. Да. Јосиф, ти благодарам, беше чест да те запознам искрено. И се гледаме уште една покана до сите утре да се лоцирате во паркот на Франкофонија, токму во центарот на градот на ова трето издание.